здраво друштво и добро дојдовте во уште едно наше видео. Сега е 10 часот наутро и ние сме упатени кон Болдар и Лонгмонт всушност. Како што можевте да видите на минатото видео, ние се спремаме да правиме некои поправки во куќата и за истите не можеме да ги најдеме сите потребни материјали во Естес, така да ќе одиме до поголемите градови тука што ни се во близина за повеќе избор, нели? Прво планот е да одиме до Болдар и оттаму да ја земеме Кейтлин, која, за вие што не ја знаете, таа е сестрата на Бренден. И таа ја остави нејзината кола на сервис, така да ќе одиме таму и се чекаме со останатите од фамилијата и се договараме каде ќе одиме на доручек, односно за нив би било доручек, за нас веќе вечера. Чим се договориме каде ќе одиме и што ќе правиме, ќе ви се јавиме. Овде може да видите малку од како изгледа пат. So as we're driving along the highway here to get towards Boulder, Colorado, you'll notice that there's a bunch of mountains off to our right-hand side. And then as we look over to the left past me, you'll see that it evens out into a lot of really flat plains. And this is because the Rocky Mountains begin to our right. So all the Rocky Mountains start up here and begin to climb and get taller and taller. Colorado is almost split down the middle, north to south, by the Rocky Mountains. And to the east, you have the Great Plains, which continues on towards Kansas and Nebraska. And to the west is the Rocky Mountains. On the other side of the Rocky Mountains is when you begin to hit the West Coast, California, parts of Nevada, all the other states. What's really interesting about this is that the majority of the population of Colorado lives in this little valley that butts right up against the mountains, and we call this the Front Range. It's the Front Range of the entire Rocky Mountain system that runs north to south. So all the big cities are aligned here. So you have Fort Collins, Loveland, Longmont, Boulder. Denver's just a little bit away, but still close enough that it should be counted. And then as you get further south, you even have things like Colorado Springs. So it's just interesting to see how all, like the main population density runs along this north and south strip that we're driving on. Само што стигнавме во Лонгмонт, како што може да видите, се одлучивме за суши. Во овој ресторан Sumo Sushi имаат едно најдобрата јапонска храна тука, така да ајде ве носиме со нас. What do you have? Starbucks? Starbucks. Uh-huh. Is it tasty? Lots of sugar, huh?
might need to put just a little bit more. Want a little taller, no? Не знам кој е посмешен. Добро утро, друштво. Јас морам да зборувам малку потивко, бидејќи е 5 часот и 10 минути и јас сум единствената будна. Сите останати спијат, па не сакам да ги разбудам. Како што може да видите, оствари и се разденува. Мислам дека веќе се навикнуваме на временската разлика. Овој пат ни треба 4 ноќи и 3 дена, што не е воопшто лошо за со тодлер. Мислам дека временската разлика ја совладувам овој пат побрзо за разлика од климатската разлика. Луѓе, вие не сте свесни колку е сува климата тука, колку е не знам, те суши така целиот. Јас сум будна од 4 и нешто, испив пола литрско шиша, држав маска, затоа и ми свети лицето. Буквално мене крв од нос ми тече, устата ми се лупи, небитно колку пати ќе се намачкам со балзам за уста. Едноставно, така ќе биде неколку дена и тоа е. Мислам дека слушам дека Теодора се буди сега, така да продолжуваме со нашата рутина да и направам какао. Ама се стиша, може ќе заспие пак. Во секој случај, додека станат сите, јас го земав iPad-от, ќе пуштам некој Netflix нешто, за да не им сметам на другите, па кога ќе имаме поконкретен план што и како ќе правиме, ќе ви се јавиме повторно. Ништо од мојот Netflix, бидејќи некој се разбуди, така да Дизни и јагоди ово утро. Hey, buenos días. Wow, where are you going? She has like Tato's purse. Huh? She has like Tato's purse for nails. Yes. Those do we have to... Find him. Look what she has. Isn't she cute? That is so ridiculously cute, man. And you look kind of funny. I do? Yeah. Oh. Gotta protect, I don't want to be no redneck, you know? Do you want to say why are we going to the store? Or what are we going to the store? Well, we need more materials. I ran out of things, and so just like every project that has its problems, I miscalculated and I gotta buy more. Okay, let's go. Oh. Главниот мајстор. Не знам, мама. Да, мама. Чекај, не е најголемата причина зашто земавме ние за да купиме креди. Ма такво не ти треба, тоа тета Кейтлин ќе ти даде, важи? Ајде, врати го на место. Да. Еве ти боички. Да. И да те научи нешто, мама, кажи му на тато. Тато, плати. Тато, купи ми. Please. Tato, купи ми, please. Браво. Кај Tato? I don't know, let's find him. Ово се бојчи. Will you show Dedo? Ей, еве Tato. Ooh, you got some colors? Yeah. All right. Go draw some chalk. Go ahead, what's up, buddy? Теодора веќе доручкуваше и сега на брзинка направив еден поедок за мене. Veggie scramble со cherry tomatoes и кашкавал. Одам да јадам и се спремаме да излеземе. Океј, друштво, ние ја чекавме Теодора да стане од дремка и се спремивме и тргнавме на кај Лонгмонт.
најверојатно ќе одиме до Target и Home Depot повторно, бидејќи Брендин веќе го изгради првиот дел од оградата и потребни ни се уште материјали. If I'm not wrong, you need more materials for more wood for the fence. Yeah, we need more wood for the fence. We only bought a portion of it because we can only fit so much in my dad's truck at a time, so we have to make multiple trips down and forth. Okay. И мислам дека тоа е се што ќе одиме да завршиме денес. Ако сакате да знаете што е амерички ресторан, ова е тоа. Најтипичниот амерички ресторан. Ние се одлучивме да дојдеме тука пред нашиот шопинг. These kind of restaurants are always really fun for our family to go eat out, even though they're their chain and you can find them everywhere. Mom had a delicious margarita, big portions, lots of different options to have from. This restaurant's famous for their homemade bread. They roll it, it's rather sweet, and they also serve it with a delicious honey butter. They have great fried food options. This is kind of a replacement for almost kafana for Americans, where everybody goes to gather for different things. I ordered a nice ribeye steak with some mashed potatoes and American-style gravy. Taya had grilled chicken fingers and some corn, and Vicky had a really tasty herb-crusted grilled chicken with fresh vegetables as well. But now that we've eaten, it's time for us to get some more shopping done. Малку стигнавме дома, се вративме од Таргет. На брзинка да ви покажам што земав. Најбитното и зашто отидов беа чорапчиња за теа. Јас не знам како успеав да заборавам да спакувам. Мислам, имавме некои резервни, имав и тука некој, меѓутоа морав да докупам, уште пластик има. Следна работа што ми беше битна, пилинг за тело. Успат не ми беа потолку потребни, ама земав траки за депилација и не отидовме за ова, ама го земавме. Фустанче за теа. И да, тоа е тоа за денеска. Јас кидам да средам ова да видам што е за каде, што е за перење и слично. И се слушаме утре. Добра ноќ. She's speaking English. She was speaking English. Yeah, I know. Okay, you know what? Здраво друштво. Денес е четврток и ви се јавува малку подоцна, бидејќи кој сака да честита, ние конечно се согласивме со временската разлика. Утрово, како што можевте да видите, бевме до Safeway, до продавница. Искрено, прво планирав да ви снимам таму како пазариме, да ја видите продавницата генерално и да го имате тој shopping experience. Меѓутоа, со Теодора тоа малце беше невозможно да се изведе. Бидејќи ние сме сега во таа фаза каде што се што е на дофат, мисли дека треба да го купиме и само става во количка. Јас не знам сега дали на некој би му било воопшто интересно да види што сме купувале, но може би ќе има некој, така да иде на многу брзински хал. Прво, за мене купив протеин, и тоа не е мојот омилен, меѓутоа беше најмалото пакување, така да why not, да го пробаме. Следно земав грчки јогурт, и мислам ова е грчки јогурт, луѓе.
а не оние мали неканчиња кај нас. Cottage cheese. Сори, вака треба да ви покажам. Cottage cheese. Tomato paste. Гранола. Обично гранолата јас сама си ја правам, меѓутоа нема да остануваме толку долго овој пат, така да не ми се исплати, подобро вака. Паста, лентил паста, леќе, паста од леќе, малини и боровници. Јас сега ќе имам малку проблем со јазикот, зашто ќе мешам. Што друго купивме? Една салата, јајца и да не бадам грашок еден замрзнат и тоа е тоа. Јас сега ќе одам да ги вратам овие работи на место. Конечно добивме малце повеќе енергија и сум се фатила за работа, сум исчистила денеска, ептен сум средила. Сама да се пофалам. Теодора во моментов спие, ќе проверам со момците што правиме денес. И да, кога ќе имаме поише инфо, ќе се видиме пак. Anyway, that's good. Good to see you. Over literally decades. Okay. Good question. So now we have an update for the project for building the fence. Good news and bad news. We've had, so every time in the United States when you're going to do anything that involves digging into the ground, you need to call the public utilities company so that way they can come and make sure that you're not going to accidentally dig into gas lines, electric lines, communication lines, and those things. So we had to call, especially because our project, we have a bunch of things happening near the fence that we're rebuilding. We have 2 different communications boxes as well as electrical coming through. The natural gas line and the water lines are in a whole different location, so we're good there. However, we have multiple lines running very, very close to the fence, as well as near this area where the fence comes and meets this concrete wall. So what that means is, unfortunately, we've decided to be safe because I don't want to take the chance. We're not going to dig out these few posts and replace them because we don't want to accidentally hit one of these utilities lines and create a problem. We'll work around it. These posts are in okay condition. Maybe they'll last another 5 to 7 years, and then we can circle back and see what we do at that time. But this is all the time we have while we're in the States now, so we're at least going to replace the rails and put the pickets in. Се одлучивме да дојдеме на игралиште, да ја донесеме малку теја да си поигра. И малку ми е чудно што нема други дечиња сега, меѓутоа, окей, преку ден е малце по фул. Ова е делот што е за помали и тој позади е за поголемите. Well, it's 6 o'clock today. We've been working on our fence project a lot today, and we're tired. We were at the playground a little bit, which was nice to get a break, but now we're hungry and we do not feel like cooking. So today we are getting some really tasty Mexican food. It's a local restaurant. We've been coming here for a long time. Good friends of ours, nice people. We're waiting for the food. We're gonna take it home to go. I got one of my most favorite sodas in the world. This is a pineapple. Can't get these in Macedonia, but they're delicious. And That's Mexican, right? it's Mexican. I think they still make these in Mexico too. I'm not 100% sure, but anyway, I'm excited. But it's been a long day. I'm tired. You're tired. We've been in the sun all day. Yeah, we're hungry. So now it's time for a break.
and put me into a parking spot too. Dude, that's wild. Are we killing someone? No, not yet. Dude, that's crazy. It even picked out a freaking parking spot for us. That's crazy. All right. Damn. Здраво друштво. Денеска е сабота, скоро 18 часот и ние пред малку се вративме од Болдер. Сватив дека воопшто не ви се јавив вака. Бевме само колку да докупиме даски. Мора да правиме повеќе тури, бидејќи толку собира во трактор на свекор ми и мора да одиме повеќе пати до Home Depot. Да, постои опција да не испратат овдека, меѓутоа повеќе кошта и повеќе се чека. Така да ние користиме со секој идење да завршиме и некоја друга обврска. Како што успеавте да видите од монтажата, малку се прошетавме низ Болдер. Не ви снимавме детално, бидејќи имаме план за сите тие така поомилени места што не се да ви ги снимиме подетално. Тоа би биле Болдер, Денвер и Форт Колинс обавезно. Така да тоа ќе остане за некој од наредните денови. Ние сега ни останува само уште да си играме тука надвор, додека не заврнало, се спрема невреме, го гледате. Така да користиме секоја минута што можеме да бидеме надвор. После тоа на брзинка да избањам вечера и во кревет.